Во отвореното студио 1 секогаш ни е драго да промовираме млади ликови, така ќе биде и овој пат. Се организира повторно Конект фестивалот. Оно што е интересно е дека е прв средношколски фестивал, ама оваа година веќе ќе биде по трет пат. По тој повод имаме дел од организаторите, односно Игор Антов и Филип Цветков. Дечки, добре дојдовте. Добре најдов. Ајде сега малку повеќе околу смисалта од организацијски аспект, односно рековме започнува кога? Започнува 8 април. Така, ќе трае неколку денови. Да, тоа е следниот понеделник, трае вкупно 6 дена. Почнуваме во Орце Николов, имаме вкупно 6 настани спланирани, настаните се распределени во тек на една недела. И завршуваме на крај со журка на школка во сабот. Оно што е интересно, од фактички кога почна идејата за нешто овакво, каде бевте инспирирани, бидејќи де факто овој фестивал не е само од музички аспект, туку и едукативен карактер. Од све по нешто. Па идејата ни дојде скрос онака уз дружба, сакавме нешто да се случува по школите, пошто едно време имаше период не само школите у Скопје, кај што ништо не се случуваше, ниту музички настани, ниту културата онака беше у тотална нула, стоп. И едноставно онака се собравме другари и решивме да пробаме нешто уз заебанција, да стане нешто сериозно и ето. Така, тоа е пред 3 години. Да, тоа беше пред 3 години. Предпоставувам сте ставиле на лист, идејата сте ја напишале, па сте ја предложиле. Имате подршка од некој воопшто, дали училиштата, дали... Па искрено најдуваме на подршка, тешко е да се организира настан кој што трае 6 дена, имаме 6 настани, кој што секој има под него поднастани. Но сепак тие ќе ги разговараме, ќе кажете. Да, дополнително, но сепак може да кажеме гордо дека најдуваме на подршка и од страна на школите, и од страна на настапувачите кои што доаѓаат, а воедно и од одговорни фирми, компании, кои што наоѓаат интереси во нас, а воедно и во целото општествено движење што го правиме. Колку средни училишта и кои се вклучени во овој фестивал? Па вклучени се 5 најголеми гимназии у Скопје, односно Јосип Броз, Корчагин, Орце, Карев и Ѓорги. Значи 5 најголеми гимназии. Моментално тие се... И секој ден во различна од школите има настан. Да, точно, во различна гимназија. Целта е значи да направиме што е можно поголем диверзитет на настани. Значи нашата цел е да направиме еден едукативен настан, еден социјална инклузија настан, надпреварувачки креативен настан, така да им даваме на сите деца кои што се пронаоѓаат било каде во тој спектар на средношколски живот, значи да им даваме настан каде што они може да дојдат и да запознаат луѓе кои со слични или исти интереси. Ајде малку повеќе да ја доближиме до гледачите програмата, односно да ја објасниме. Она што пред да влеземе во студиото споменавте дека согласно вашата програма имало некоја измена во однос на временските неприлики кои што следуваат, па за оние што се заинтересирани да ги информираме. Жал мора да споделиме дека времето идната недела нема баш да не служи, нека мора да се справиме со тоа најдобро како што знаеме. Првиот настан во Орце Николов кој што требаше да се одржи во едно FIBA 3x3 првиот официјален U18 турнир за баскет. Трката на штикли кој што исто е планирана за тој ден ќе биде преместена во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во нивната спортска сала. Настанот ќе си го задржи истото време, значи од 7 до 9 часот, само наместо надвор на терените во Орце ќе се префрли 3 минути позади, 3 минути раздалеченост во спортската сала на ХТК. Ова трка на штикли е баш такво какво што си го замислувам или? Да, буквално е трка на штикли. Имате многу пријавени за ова? Па има доста, да. Сега ќе видиме дали ќе... Да, звучи предизвикувачки веројатно заради тоа. И ова е интересен момент за вториот ден во Корчагин. Но сепак да дополниме исто за првиот ден дека ќе имаме на атмосферата ќе биде појачена со диџеј, односно еминентниот Тони Зен и неговиот пријател Бугимен ќе се задржат, ќе се погрижат за атмосферата да биде како што треба, така да горди сме на такво јако отварање на овој фестивал. И ова ме интересира. Ќе се игра доџбол, а доџбол ретко кој игра во Македонија, воопшто не е никак еден вид спорт. Така. Веројатно вие го практикувате тоа во вашите... Тоа е во принцип народна Да, понашки народна, ама моментот е за веќе тие што ќе учествуваат на баскет турнирот, се веќе спремни, тие со штиклите исто така ќе бидат веќе со замисла да учествуваат на турнир. Па сакавме да дадеме можности на тие што ќе дојдат и ќе бидат фатени во
во атмосферата на настанот, да има активност на која да што го може искористите се моментот, развива. браво. Да. се изразат. Во секој случај за поздрав. Да. Одиме на она што сакав да ве прашам, импровизации во Корчагин, во вториот Да. ден. Што се опфаќа? Што се однесува во однос на импровизации? Секој од односно од пријавените учесниците на фестивалот ќе има можност за вакво нешто? Па тука, нели, тоа вториот ден на Connect, се префрлуваме во Корчагин. И тука сега поентата ни беше да приложиме малце на децата глума. По-конкретно импровизација. Значи, ќе ни гостуваат импров групата Настап, што се сами по себе професионалци во таа категорија. А предходно ќе глумат импровизација неколку деца, десетина прилика од сите гимназии соборни, што се спрема во последниве 3-4 недели. И, значи, они ќе импровизираат. Импровизацијска глума, во принцип, им се дава сценарио, им се дава што се случува, кој каков лик е и на момент сите импровизираат и глумат. Инака, интересна идеја да споредиме аматерско глумење на средношколци и професионално глумење на професионални глумци. Колку овие познати лица, еве Тони Зенго, споменавте Бубо Каров, гледам дека ќе биде исто, Весна Бејби вие исто гостенка. Колку е за едни средношколци тешко да се договорат овие луѓе или овие луѓе најлесно соработуваат всушност со вас? Па така, да, значи зависи од нивните обврски нормално, ние мора да ги почитуваме нивниот временски план. Ние се прилагодуваме на нивните нели планови, но сепак најголемиот дел, да не кажам 90%, излегуваат без никаков проблем од пресред. Така да не добиваме огромна поддршка од нив. А со нив имате активност? Да, со Бубо Каров и Весна Бејби, тоа е третиот настан па на дискусијата во Ѓорги Димитров, што е едукативниот настан планиран за оваа година. Како и лани имав мислата форма на настанот. Поентата е, значи да им даваме значи почнуваме со првите говорници на пример ќе ни бидат средношколци кои што имаат направена апликација. Така да ќе почнеме со нив, може да уфрлиме уште некои како први говорници. После се префрлуваме со професор по психологија, кој што ќе збори за менталното здравје на средношколците и проблеми со кои што се соочуваат деца во таа возраст. Така да на тоа ќе даваме најверојатно најак акцент. И на крај ќе завршиме со Бубо Каров и Весна Бејби, кои што да се разведе атмосферата малку. Да, низ нивни анегдоти ќе гледаме да го дигнеме духот на целото. Овој момент ме интересира. Проценивте дека е потребно токму сега ваква панел дискусија во однос на психолошките моменти? Зошто баш? Зошто токму ова што рековте психолошката состојба на средношколците? По принцип сметаме дека секогаш е битно да се збориме на тие проблеми, бидејќи проблемите на средношколците, значи ние сметаме дека еден човек се дефинира во средношколските години, така да многу е битно да има поддршка и да знае дека во тие години се случуваат одредени проблеми и да има да слуша на пример надворешно мислење на професионалец, дека тоа е нормално, како да се справи со нив, можни варијации на тие проблеми и слично. И сето тоа сте успеале да го организирате во склоп на музички дел, да не биде класична, така. Супер. А следниот веќе ден по ден, ајде, како што почнавме, после ова следува? Одиме во четврток. Во Карев одиме. Така. Тука идејата ни беше да го продолжиме тој кастом тренд што го почнавме лани. Лани во Орци имавме вен кастом точак и кастом патика, било кој можеше да си дојде со нивен точак или патика и да си ја офарба како сака. Сега продолжуваме со таа шема, правиме кастом мајца и кастом ранец. Значи кој како сака може да си дојде со ранец или мајчка. Значи секој средношколец има ранец, ќе може, ќе има спремено шаблони, ќе има маркери, ќе има и музиче, скопски грув ќе направат најјаката атмосфера за таму. Значи ќе биде буквално како заебанција журче на кругче го викаме ние во Карев и така ќе биде поинтересен кастом евент. Децата малце да си се оформат. Ево петок веќе. Петок вие рандеву Ден за љубовта. Ден за љубовта. Точно. Вели петок во Јосип Броз Тито, каде што ќе можете да го пронајдете вашиот дејт. Точно. Така, рандевуто ни е искрено трейдмарк на Connect. Се грижиме да го одржуваме секоја година и точно во петок за потоа ако се заинтересирани да продолжат надворни искачања. Концептот е прост, едноставен, значи на маса деца од спротивен пол, тема нададена на масата, ја гледаат, имаат можност 5 до 6 минути да прават мојот на таа тема и поентата е најубавото ги станеме, за да мораат да си разменат визит картички. Браво. Тоа е она што му фали на Скопје, љубов. Така е, се согласувам, само малку сакав да се вратам во еден четврток.
Ке има и штандови за размена на книги и изложба на дела, нешто што исто така е многу важно, обрнување внимание на уметноста и културата. Дечки млади сте, како ви изгледа еве од ваш аспект? Се читали доволно младината, го имали развиено тоа чувство на култура, еве изложба на дела или било како? Па така, ја би рекол дека младината на некој начин е присилена да чита одредени дела во средношколските години. Значи ние би сакале да го понудиме тоа дека читањето на книги постои, има и друга страна читање книги кај што читаш што ти е интересно, дека тоа е главната поента на читање книги. Ако не ти е интересно, не можеш да го правиш тоа и да издржиш да прочиташ книга од 500 страни. Така да тоа би било целта, да. Да, и одиме до последниот ден, фактички завршниот за окружување на цел Конект фестивал. Па тука настанот ќе се случува на школка, значи заедничка територија за сите млади луѓе во Скопје. И оваа година го имаме спремен евентот поголем од било кога. Значи ни почнува од 6 сат. Ќе имаме и штандови на храна, ќе се Матеј Петковски и Марко Лазов ќе цртаат, што се графитери, ќе цртаат кола на школка. Значи ќе има лайв графити. И имаме доста голем лајнап. Така, значи журката почнува. Да, журката почнува значи во 6 сат со Скопски грув, дечките исто од Карав. Тие се веќе добро познат колектив низ скопските журки. Потоа се префрлуваме на Брус од Легијата, значи он е заложен бројни хитови ги има isproducirano за таа група, така да во него имаме еден огромен плюс. Главниот настан, значи главната точка во сабота ќе биде на DJ Strike со DJ Чвара, back to back, ќе пуштаат неизменична музика едниот па другиот, нешто што е до сега скоро невидено во Скопје. Продолжуваме со младите рапери. После, тука ги уклопуваме и малце младата екипа на рап сцената моментално во Македонија. Значи Зибомб, Матеј Фолц, Крајм, Сам и Доп Куќето. Им давате шанса плюс така. Им даваме опција на младите да видат, са сите ги знаеме ние, Грина од Легијата, Страйк, СТР2, значи сите ги знаеме, али момент е сега и младите да видиме малце да добијат и публицитет и сцена. Имаме гледач на линија. Чало да му отстапиме простор. Добар ден, повелате во програма сте. Добар ден. Да, повелате. Овдека редовен гледач на темава за книги за средношколци би кажал дека вие новинарите треба да повикате луѓе надлежни што се во образованието, може и министерот да го викнете, и да разговарате на тема дека лектирите дали се слушаме? Ќе ја замолам режијата малку погласно само да го слушаме гледач. Да, повелате. Значи убаво е вие како гледа на телевизија да повикате министерот за образование или надлежни некој од образованието да отворите тема за лектирите што ги читаат средношколците и во основно образование, особено во, да кажеме, во средно образование. Тоа е литература тотално бескорисна, еве нека ви кажат и вашите овие гости што се. Треба да се читаат книги кои што се практично корисни од областа на психологија, од областа на филозофија на животот, кои што едноставно ќе им во иднина ќе им користат на младите за да бидат посрекни, поуспешни и едноставно да имаат подолг живот, поврзани со здрава исхрана, поврзани со начин на живот, поврзани со љубовта. Ќе морам да етички принципи. Да, се согласувам, сме имале за волја на вистината вакви теми во отвореното студио 1. Само ќе ве замолам ако имате некаков коментар околу ова што зборувавме и за фестивалот што го или да им дадете дополнителна идеја. Вака се, фестивалот е окей работа, но сепак е поврзано со овие литературните книжари. Тие треба да одвојат книги со поволно ефтини цени, да кажеме рекламни цени. Ако ја земеме, например, ова што е книжарата Три карши мајка Тереза, уствари литература се вика Карши мајка Тереза, земите камера да снимате вие како новинари, ќе видите смешна ситуација. Целата книжара е обкружена со книги од
Обама, таа што му беше... Добро, господине, Борис, ова- сега да не ја шириме темава, во интерес на времето, ви благодариме за вашето јавување, малку излезе гледачот од контекст, да, тоа е интересот на самата книжара, нејзино право, нели, што ќе постави таму и како ќе постави, за она што претходно го зборувавте, не толку одамна, пред 3-4 недели некаде, зборувавме во ова студио, токму со представници од Институтот за македонска литература и сите компетентни лица, токму во однос на делата што се читаат во средните и основните училишта. Ајде се враќаме назад на разговорот. Може би имавте уште нешто да додадете за последниот ден или опативме се во однос конкретно на лајнапот на фестивалот? Да, има уште нешто. Да. Значи, колективите Пирка и Тектум ќе се погрижат да се затвори фестивалот како што треба. Значи, они ќе направат транзицијата малце од хип-хоп музиката во хаус музиката и така ќе се заврши последниот ден на Конект оваа година. Рековме трет пат веќе, трет пат по ред овој фестивал. Какви ви беа претходните искуства? Предпоставуваме дека со љубов и го работите сето ова и дека ете и првиот фестивал бил успешен, па затоа сте продолжиле и натака? Па добро, првиот фестивал имаме едно интересно сценарио врска со првиот фестивал. Тој се случи во време на неделата од 27 април. И беше тоа многу интересно затоа што буквално црношколци одлучиле да прават фестивал во време кога не знаеме на каде ќе отиде целата таа ситуација. Криза, така. Но сепак како прво дојдоа луѓе колку што очекувавме, задоволни бевме за прво издание, сепак беше и тоа ние бевме неискусни како се прави целото тоа. Нискочи на пример во пресред Гоце Сав кој што да речеме имав мисли тогаш панел дискусија кој што збори за неговите интересни анегдоти од животот како се снашал он во нашите години. Задоволни ли сте, односно дали бевте задоволни од посетеноста изминативе 2 години, да речеме? Секој случај, во секој случај. Втората година на пример, броевме луѓе на пример на 2 настани имавме над 250 луѓе, на 3 настани над 350 луѓе и на последниот настан бројка од околу 1500 луѓе. Така да. Филип, Игор, оно што сакам да ме прашаме, ова е еден интересен пример, едукативен, креативен, кој што веројатно е добро да се преслика и на градско ниво, да се случува отворено за сите, не само за средношколците, и тоа на еден ваков сличен пристап. Ја спомнавте политиката. Во Македонија, за жал, партиите ги ловат младите во време на баш тогаш кога се во средна школа за нивни подмладоци. Не велам дека тоа не треба, дека е погрешна работа. Да, младите се тие кои што предонесуваат, меѓутоа во Македонија се ловат на некаков поинаков начин тие млади и стануваат дел од партии, па животот им се претвора политичка машинерија. Да, им се претвора во партија, од тука и поделеноста понатаму. Како вие гледате на оваа ваша генерација? Дали таа ваша генерација е оптоварена со политика или токму ова е тоа кое што треба да го прават и го прават? Па да, би кажал дека е оптоварена до некој размер со политика, затоа ја правиме, не би го успел целото тоа целиот тој политички ангажман на младите луѓе, но сепак поентата на Конект е да им даваме буквално нијансите на спектарот да ги исцртаме на средношколскиот живот од крај до крај. Настрана од Конект, дали секојдневно го гледате тоа, се содрувате со млади кои што влегле во таа, како што ја нарече, партиска машинерија? Па искрено не толку често. Не толку често. Политика е тема на муабет кај младите моментално, пошто е насекаде и е главна работа за општеството кај што живееме, али така конкретно не е толку. Да, веројатно зависно и од круговите. Да, зависи ние како со кои како се држиме. Дечки, да, полека веќе треба да го завршуваме овој разговор. Нам ни беше задоволство што ви имавме во отвореното студио. Еден секако ви посакувам уште поуспешен фестивал, бидејќи ќе си дозволам да кажам дека од се ова што ќе го понудите навистина е за поздрав. Од се ова што ќе го понудите, ние сакаме да сме средношколци. Така, да.
И секако, здраве Боже, се гледаме во следна прилика И повторно. на школка се гледаме во Везна. Да. Да. Така, Вечерно. ние чао. Кратка пауза и со нас во студиото Дејан Андоновиќ и фокусот во светот и на Балканот.